љубов, грижа, среќа, тага, болка, сила, визија, мајка. Започнува Мама Визија. Ја секој ден работам со жени, јас се повеќе не ве разбирам. Секој нареден ден. И не знам дали може некој да ви помогне. Не знам дали може некој вас да ви помогне, дали вие до крај се разбирате, зашто не познавам покомплексно суштество во позитивен смисол од една жена. И така е, да, редовните гледачи на Мама Визија нема да се изненадат доколку најавиме дека во нашата емисија имаме гостин маж, со оглед на тоа што и во првата сезона имавме неколку мажи како гости во овој проект. Нашиот денешен гост е доктор Ненад Лазаров, специјалист акушер гинеколог, и покрај тоа што со него ќе искористиме максимално, почитувани, приликата да дознаеме и да добиеме некакви совети за идните мајки и за мајките, секако ќе поразговараме и за неговиот приватен живот, односно за тоа како тој го доживеал породувањето прво и породувањето второ, односно бременоста, двете бременности на неговата сопруга. Ќе зборуваме и за неговата мајка и воедно секако најважното ќе го нагласиме моментот како тој како маж го разбира мајчинството. На мој огромно задоволство, докторе, добре ни дојдовте. Здраво, фала на покана, многу ми е драго што сум тука, прекрасна ви емисијата, неспецифична и затоа и уште плюс еден, така ми е драго што сум овде со вас. Во една прилика ќе кажете, трудницата е врвот во медицината. Како и зошто вие одбравте да бидете гинеколог? Сега да бидам искрен, јас во принцип уште од мала детска возраст знаев што сакам и тоа дека ќе биде поврзано со медицина. Меѓутоа, ова гинекологијата дојде малце подоцна како заклучок некој дека се наоѓам тамо. Конкретна некоја причина нема зашто во гинекологија. Не знам, едноставно, видете, јас сум емотивен човек, доста, јас обожавам деца, не знам како да кажам, и требаше и знаев дека ќе биде поврзано со деца. Меѓутоа, после со онаа почетна општа пракса, кога почнуваш како млад лекар да работиш, сватив дека немам срце да бидам педијатар, пошто многу е специфична педијатријата. И ова беше нешто што е тука, ама не тука. Приближно, да. Како иде еден маж настрана од лекарската професија го разбира мајчинството? Како вие го разбирате мајчинството, почнувајќи од вашата мајка, потоа нели опкружен со сестра која што е исто така реализирана како мајка, па вашата сопруга, верувам опкружување на пријателки, роднини. Како го разбирате мајчинството? Видете, овој одговор е многу е комплексно прашањето, многу е тешко да го сублимираш во некој краток одговор. Може цела емисија да збориме, ама вака ќе кажам, за да дојдеме до моето сваќање. На 30 години поинаку ќе ти одговорев, на 20 сосема поинаку, на 15 можеби различно скроз. Сега, од оваа перспектива, каде што сум веќе и ја родител, каде што веќе и работам за други да станат родители, јас не знам за поголема жртва во човештвото. Многу потценето нешто и ја на секојдневна база во комуникација со пациентки, што работиш, кога ќе им кажам, ништо ми викаат дома. И стално ги карам. Тоа е најлошиот можен одговор на тоа прашање, што работиш кога ќе кажеш, и се една мајка што чува деца дома кога ќе каже ништо. Прво треба тука да тргнеме малку и тоа да го смениме делот од менталитетот, бидејќи еве ја како маж ни еден ден, два имаме доста често обврска некоја со децата, па тоа знае да стане многу нервозно и да почувствуваме, замислете да живеете така. Од друга страна, кога ќе ги додадеме тука тежините на хормонални дисбаланси, на неорганизирано општество, неорганизирани улици, значи една мајка се соочува со проблеми буквално на секој ниво. Така да многу е тешко, тоа многу е предизвикувачко и исто и ова стално го викам, среќа што постои некој нормален физиолошки механизам да голем дел од работите мајките ги забораваат. Да, така викаат. Тие мајки се заборавале, така викаат. Делумно, да, не целосно апсолутно, меѓутоа ете, тоа е некој одбранбен механизам и добро е што е така, бидејќи пак ќе кажам, ја не знам за поголема жртва од мајка.
броите ли колку бебиња вие сте ги фатиле прв пат во рака? Колку жени сте породиле? Го Сум броите ли? породил доста жени. Бројките се крајно ирелевантни. Ја во својата специјално сум млад лекар, 4-5 години сум гинеколог. Меѓутоа па имам 15 на години веќе лекарска пракса се на се. На крај на кариера може треба ова прашање повеќе да се постави, и јако не знам колку менува тоа, дека верувам дека секој што работи акушерство и на секој раѓање срцеви крвни садови му се стегаат, не се менува тоа. Затоа што ризиците се насекаде. Сега ова не го коментираме за да некој се исплаши, напротив, по 9 од 10 жени ќе се породат најнормално, тоа е еден физиолошки процес, илјадници години еволуција го градела тоа, меѓутоа сепак има навистина моменти во кои што на никого не му е свеено, а не на некој што е директно одговорен за два животи. Кај нас е проблемот мултиплициран на два секогаш. Да. Значи немам ја еден пациент, ја имам секогаш два пациенти. А се сеќавате ли на вашето прво породување во породилиштето? Жената Сеќавам. која што какво Сеќавам. беше тоа чувство, што си велевте тогаш? Па, знаете како толку брзо све се случи, ја бев тазе специјализант во Чаир, тоа беше у болницата. И таму има прекрасен тим, да ги поздравиме сите ако некој од нив гледа. И една од акушерките буквално ме фати за рака, ајде доктор. И ја у делот така. секунда само сваќам дека бебе имам глава и сега треба да го направам тоа зашто учиш цело време и ќе го памтам цел живот. Сега да не ја именуваме, вечно сум и благодарен, значи она hands-on праксата е најбитна работа во медицина. Што ти можеш да читаш од 28 различни автори, ама моментот кога ќе фатиш такво нешто кревко и уште недородено, се менуваат работите и стресно е. И до ден денес ми е стресно. Секогаш така се чувствувате, го чувствувате и тој стрес и таа убавена измешани чувства? Секогаш, да. Можеби сега веќе поинаква е реакцијата и телесна моја дури, можеби и смирено делува лекар од страна, меѓутоа во себе имаш многу неодговорени прашања. Да, верувам дека е тоа така. Знам дека на вашиот Facebook профил имате исподелено за најголемото бебе. Тоа често го споделувате? Тоа беше нешто така, не се сеќавам веќе. Сега веќе има и други, меѓутоа пак е тоа еден голем предизвик. Сигурно. Знаете како? Се на крај се сведува на добра или лоша проценка. А проценката е многу зезната работа. Секој може да сгреши. Не. Да, не Ама намерно. одговорноста на крај само на еден завршува секогаш и е доста специфично. Многу специфична работа е ова акушерство особено. Се помалку луѓе сакаат да ја работат, на жалост, затоа што се сменија времињата во смисол одговорностите се поголеми. Еве и да не е легална, морална е доволна. Да. Не секогаш имам исход како што посакуваме. За жал е тоа така и понекогаш не можеме да влијаеме ние, Апсолутно, мислам да влијаете вие како доктори за некоја ситуација. Ајде сега малку за моментот кога вие се реализирате како татко, односно моментот кога дознавате дека за 9 месеци ќе станете родител. Какво беше тоа чувство, каков беше тој ден, односно како ви соопшти сопругата? Ние со сопругата моја генерално скоро цел живот заедно и израснавме заедно и сега точно наискрено не се сеќавам на моментот кога ми соопшти дека пошто ја тука бевме заедно и очекувано беше и планирано беше, ние бевме во долга врска претходно заедно и живеевме долго време веќе. И некако дојде така, што знам, си дојде како што треба да дојде. Спонтано. Тотално дојде спонтано и стварно сум благодарен и на Господ и на и од оваа перспектива гледајќи ни што се поминуваат парови за да се реализираат. И стварно ми е драго, ние немавме, фала Богу, никакви проблеми. И првата бременост помина глатко, и втората помина така супер некако, со двете деца она се породи на гинекологија. Така. Не знам како да ви кажам колку постресно мене ми беше од друг татко. Затоа што со првото раѓање конкретно ја надвор пред болница седев. Немав срце да влезам ни внатре у болницата, а не по родилна сала. Колеги горе беа со незе, се помина окей, фала Богу, ама што знам, малце со една доза потешко, сега да се правам херој, него е потешко затоа што си свесен за сите тие работи за кои што е цивил нема да биде свесен. Да, тоа сакам да кажам со оглед на тоа што ги знаете. Нејзиниот татко е исто доктор, како ден се сеќавам седеше до мене скоро цела вечер и сега и човекот керка во прашање нели него, вика ајде Дено, што се случува? Кој ја да можам нешто да направам. Веќе бевме така потрае првото раѓање кај повеќето жени
физиолошки нормално трае подолго, да речеме, тој процес. Првото породување, секогаш, да. И исчекувањето е малце поголемо, не си неискусен, немаш поим што се случува. Ја ако гинеколог, ја не бев тогаш гинеколог, кога се роди Петар, се уште бев на специјализација, меѓутоа знаеш како изгледаат тие работи, не е се едно баш така. Да, сепак на специјализација, но ги знаете работните. Сега колку бевте инволвирани во процесот во тие 9 месеци? Колку и дававте совети со оглед на тоа што се знаеле некои работи, колку бевте инволвирани или остававте тоа на колегата кој што го водел? Видете, ја минимално бев како гинеколог, акушер и некој што ја работи таа проблематика инволвира. И сопругата ми е лекар, доволно предзнаење има почетни. Изгубен случај бевме со првото, мислам дека сите се така, учевме уход многу работи после од кога се роди тек. Генерално верувам и се придржувам на она правило дека не е најсоодветно да си доктор на сопствената фамилија. Не мора да е гинеколог, гео прашање или акушерство воопшто, пошто тука ти се губи објективноста. Од една страна што и можеби и не е толку голем проблем, поголем проблем е она моментна реакција кога треба нешто да направиш и кога е твој човек во прашање, различна е. И не де Боже замислете да се случи да се укочиш. Не знам, за мене тоа воопшто не беше прифатливо. Треба да работи мозокот. Многу добри акушери и гинеколози одржаваа, едноставно поверењето беше на почетокот у тек на бременоста кај колешката што е матичен гинеколог тогаш беше, потоа на клиника си продолжи све и фала Богу се заврши добро. Разликата помеѓу двете бременности е колку? Петар и Лена се колку години разлика? Петар се роди 2016, Лена 21. Значи 5 години. 5 години се разлика. Вие станувате татко на прв пат на која возраст? 2016 јас сум имал, тоа е 32. 32 години, значи пак зрел родител може да се каже. У секој аспект, да. Споменувате 21 година заедно со сопругата. Како започнува вашата љубовна приказна? Ние сме заедно од факултет уште. 4-та година бевме, мислам на факултет, да. Заедно студиравме, заедно после и специјализации различни паралелно. Доста брзо почнавме заедно да живееме и не престанавме. Еве до ден денеска. Таа е лекар, матичен? Офталмолог е Оливера, да. 8 септември работи. Еден од подобрите од државава, ќе си ја пофалам, не дека ми ја сопруга, ама сите што имале контакт со неа знаат. Сега, бидејќи вие сте, нели, првично бевте матичен лекар и така ве знае јавноста како еден од најтранспарентните матични лекари во државата, преминувате во гинекологија, сакајќи да влезете во тој свет поблиску до децата како што велите. Колку вашата жена беше за тоа поддршка? Каква поддршка беше и како таа го прифати тоа да бидете гинеколог? Отворено ќе збориме, нели тоа е поентата. Она ми беше најголема поддршка. Од финансиски причини долго време не можев да ја завршам. Да ја окончам специјализацијата, иако ми беа ислушани тие семестри поминато све, требаше се плати некоја сериозна сума и тука имав мал проблем. Да речеме и морално етички у себе борба дали сега вреди ова да го направам, голема сума пари и така дале. Она ме поддржа 102,5% у тие моменти, можеби и пресудни беа. Сейчас веќе бев реализиран сериозен лекар. Со многу пациенти, ја да продолжев да работам, се нескромно па и нека звучи ми е гајле. Да продолжев да работам како матичен лекар, ќе бев најголем у државата денеска. Јас сме меѓу поголемите и ден денеска, меѓутоа мои колеги го превзема и тоа го работат апсолутно и сме и ви тврдам у топ 5 амбуланти и по пациенти и по све, ама ја да останев и со моите планови и енергија што имам вложено, немаше да имам споредно. Меѓутоа до крај на живот најверојатно ќе носев неодговорено едно прашање дали така требаше да постапам. И се затоа што пак ќе кажам голема љубов ми е гинекологија, жена ми е поддршка за све у животот. А колку таа ете како жена, зошто го прашувам ова прашање? Сепак постојат многу мажи гинеколози, но од секогаш ми е дискутабилно тоа прашање како тоа е медицина, нели тоа се одредени правила, нормално се учат, нема веза машко женско кој го учи, но сепак тоа е женски свет, женско здравје, женско тело. Значи жената можеби подобро си го разбира и би ја разбрала друга жена и хормоните, ретко кој маж ги разбира хормоните кај жената. Колку таа ви помага и во тој поглед за да влезате во тој женски свет на некој начин?
Па не знам, ние генерално она само еднаш два пати ми има прашано дали сум сигурен за изборот. Дискусија на друго ниво не постоела помеѓу нас никогаш. Она има сосема трета специјалност, тотално неповрзана со ова. Ја што го работам и генерално, па ќе кажам, ја имам поддршка безрезервна. У принцип не разговараме за тие работи од тој аспект. А колку ми помогнала конкретно да ја разберам жената, сега ќе ви кажам, ја секој ден работам со жени, јас се повеќе не ве разбирам. Секој нареден ден. И не знам дали може некој да ви помогне. Не знам дали може некој вас да ви помогне, дали и вие до крај се разбирате, зашто не познавам по-комплексно суштество во позитивен смисол од една жена. И се понатака кажано и па мажи па кога ќе слушнам како они разбрале, па како ја знаат финтата можеби. Па тоа само покаже колку не ги разбираш во принцип жените. Жената е секој ден различна, не знам. Како изгледаше растењето на Петар? Процесот на кревање на нозе, од бебенце, значи колку бевте вие како татко инволвиран во тоа? Видете, ја сега многу е тешко да одговориш на вакво прашање, да останеш објективен. Теретот во наводници секогаш е на мајката, да сме најобјективни. Прво затоа што тоа е биолошки процес, така. Мајката го дои бебето, емотивната врска е различна. Чи видите, ние мажите после месеци, после првото дете сваќаме дека сме татковци генерално. Тоа не иде така кај мажите. Жената е свесна дека ќе биде мајка и дека е мајка уште непородена може да биде. Секако дека има жени што им тој рефлекс подоцна рефлекс. Тоа е цел комплекс на феномени, секако можеме да ги наречеме. Меѓутоа и мажите малце покасно. Со Петар конкретно, голем дел од теретот падна на сопругата моја, затоа што ја бев у екот на специјализација он кога се роди. Доста бев одсутен од дома, бидејќи паралелно со специјализацијата имав огромна одговорност и со амбулантата, така да и ми остана и до ден денес таа една болка условно кажано дека не толку сум бил колку што сакав да бидам, меѓутоа секогаш сум се трудел да компензирам. Ја до ден денеска си ги бањам редовно децата, тоа ние имаме вечерно време, некое заедничко, некои такви работи. Многу ми беше битно да бидам поддржан у тие моменти, многу е тешка нашава професија и паралелно и родител да бидеш. Ме немаше толку во животот на Петар, колку што сега ми има у животот на Лена. Меѓутоа учиме, нели? Сите, тоа не значи дека сум бил одсутен како родител. Ја стварно се сметам за успешен татко до сега, нели? За тоа колку сум се вложил себе си и колку ја не помагам на жена ми, него ние заедно ги гледаме децата. Апсолутно, да. Теретот е секогаш на страната на жената, тоа неминовно е, да не се сватиме па погрешно сега овој мајка глуми, не, него едноставно мора да биде и така до негде, ама треба да бидеме сите уклучени за да биде тоа некој нормален процес, да остане и мајката здрава на крај. Да, здрава и среќна, јас секогаш велам, многу е важно тоа да биде. Здравието и среќата се едно исто плюс минус. Нели дефиницијата како е за здравје не е отсуство на болест, него е севкупно благосостојба на телото, психички, физички, социјално, секако. Секако, да. И сега втората бременост на вашата сопруга, велите тоа доаѓа сосема спонтано, како тоа памтам како ми го кажа. Ајде, тоа сакам да слушнам како. Тоа ми прати слика на Viber. Така беше? Да, и се беше кажано. Ние ги планиравме и Петар и Лена, мислам ги планиравме, ги сакавме, ги очекувавме, се беше планирано, не беше изненадување. И така малце веќе позрело. После 5 години огромна е разликата, веќе си истерал едно дете до 5 години, многу си научил. Има една изрека, вика, не можеш лекар да станеш додека не станеш родител. Тоа е стара руска пословица, тука може и дебата да отвориме, секогаш има простор, нели, меѓутоа има голема вистина. Зашто друго е кога ќе ги почувствуваш многу од работите на свое и кога ќе ги видиш, првенствено она што ја научив е како да се однесувам со луѓето во такви ситуации. Зашто претходно кога немаш дете ти е пребурна реакција за се и се што после сваќаш чекај бе човече. Не е така тоа, едноставно, значи тоа е многу пати посилно од тебе е реакцијата која е поврзана за дете и треба да најдеме разбирање за тие луѓе. Се секој екстреми има, ама така не знам и како викаат второто дете
немам соодветен термин сега да не е уличен, по меко, по приземно некако, не со помалку емоција, ама со помалку афект некако навлагаш у работите. И со помалку страф. Да, затоа што дел од работите, секој дете си е нели засебно, но дел од работите се познати, тие се некои чекори кои што мора да ги помине еден родител. Малите деца, бебињата се дизајнирани од природата да ги преживеат родителите. Особено првата. После е друго, да. Како беа тие 9 месеци бременост со Лена? Дали памтите какви беа, сега таа најдобро би ни кажала како се чувствувала, но ете од ваша страна како родител, како сопруг, како татко на идно второ дете, како ги доживеавте тие 9 месеци додека Оливера беше трудна? Различни прашања во принцип од првата бременост за нас, верувам и за незе, у смисол ни се отвара прашање како Петар ќе реагира, што од него треба да очекуваме, како со тоа да се справиме. Прашање од типот на дали ќе се однесуваме исто како со Петар што се однесувавме. Зашто знаете, со првото дете дури фолклор. Па испробуваш со не знам какви храни, најоргански, не дека второто не тоа, меѓутоа нивото на таа вложеност у тие такви детали што после сваќаш дека стварно не е битно до толку, нели? Веќе со второто такви некои прашања ќе повторуваме или исти грешки или научивме многу ствари. И свативме дека сме научиле многу. Ќе повторуваме ли исти грешки или ќе додадеме нови грешки? И тоа е сосема природно, да сме објективни. И ние влегувавме со Петар да речеме со една плюс некоја доза на самодоверба дека ќе знаеме што ќе се деси, пошто доктори сме, како не. Значи само уште повеќе паника. Затоа што секогаш мислиш на можни лоши исходи и компликации на работи што најчесто завршуваат банално, нели? И како го исхендлавте тој момент на поголемиот бато, дека ќе стане бато на братчето, дека доаѓа неговата сестричка, како го исхендлавте тоа поврзување за тој да свати дека... Го хендламе се уште. Да? Се уште го хендламе, затоа што он беше љубимец и до ден денеска, затоа што беше прво внуче и од едната и од другата страна. Па уште на овие балкански простори, момче првото, па нели она прво, па мушко, па цело внимание на него. 4-5 години дур дојде сестра му и стварно беше така да се размисли човек да како да постапиме за да него и повредиме него. И он е многу емотивен, страшно емотивен човек е. И многу треба внимателно и хендламе, тоа се уште го хендламе. Тоа е процес што мислам дека нема да застане никогаш. Само ќе се менува формата и прашањата што ги треба да ги одговориме и како се однесуваме, иначе пак е некој дуализам тука, постои некаква компетитивност помеѓу децата, во смисол сега према родителите. Ривалство некое? Некако природно се поделивме во смисол да јас сум повеќе со Лена, жена ми е повеќе со Петар. Не повеќе, него цело време мора да има некој, Петар викаше, кога беше мал, мора да има еден родител барем, девек, за било што беше и така, интересни сме. Видете, и сопругата ми е човек што ужива у семејството и целосно за тоа се вложува и покрај тоа што е активен доктор и она оперира офталмохирург, па и јас сум таков, сега повеќе можам да бидам вклучен од тоа порано, зашто и работата и фазата во животот ми го дозволува тоа повеќе. Какви дечиња се? Петар, знам дека често знаете да споменете дека е многу смешен, забавен, дека еве и кажувате сега дека знае така да биде хумористичен. Еве какви деца се? Различни се скроз ко други родители. И многу ми е драго тоа зашто така треба да бидат различни, темпераментни си двајцата. Сега ние нели модерно е како викаме хиперактивни. Сами си ги правиме многу од тие работи, ние како родители, сакајќи да удоволиме. Петар е многу специфичен, он чита цел ден. Он станува и со книга. Многу често имавме проблем со Оливера да не сватат луѓето дека сега види овие доктори за бегани кога го третираат детево да чита нешто. Не, ние имаме обратен проблем. Он е така слаб со видот малце. На очарчиња носи, ние имаме обратна борба да престане. Лена па е џамба со друг карактер, она е многу забавно, она сака да е центар паžnја, да има музика цело време, да се игра, да се пее, значи различни се, а слични за многу работи и така, што нам растеме заедно. Како ги добиваат имињата и која возраст е Петар? Петар има сега неполни 10, за кратко, он е на Свети Трифун роден, а Лена е сега јануарско дете, она има неполни 5. Како ги добиваат имињата? Па сега ќе ви кажам. Петар е прво затоа што ни се допаѓаше и на двајцата имета, а второ затоа што имам и некои роднини од
дедовци мои, Петар, па така некако беше, го има веќе у фамилија тоа име, може да е интересно и му прилега. Сега сфативме целосно, да. А Лена е конкретно крстена по баба ми. Баба ми е Елена. Не сакавме да биде Елена, да не биде сега исто конкретно, сакавме така и помодерно да е. Лена некако, што знам, убаво име, сега не дека е моје дете. И со консензус, јас и сопругата заедно се договоривме за имињата и на двете деца. Не било тоа ниту мој избор, ниту незин, ниту па кумови нешто, нели има и такви традиции. Ние сами си ги дадовме имињата. Вие си ги одлучивте и да, убави имиња и убаво им стојат, тоа што сум ги видела од фотографија, баш си двајцата сладки. Лена оди во градинка се уште, така според годините, Петар е веќе во училиште, четврто оделение. Процесот на тргнување во градинка и процесот на тргнување прваче во училиште, одењето, тие фази нови во животот ги надминавте лесно? Па лесно не е ништо од тоа, затоа што физички ќе успееш, ќе го реализираш, ќе стигне детето на време, ти ќе стигнеш на работа. Поголемиот дел од проблемот беше како емотивно тоа ќе се одрази. Од дете кој што беше дома со мајка му, па он одеше исто, Петар прво и он идеше од градинка. Такви ни се професиите, ние немавме луксус да можеме сами да ги гледаме. Од која возраст ги оставивте во градинка? Петар околу година и нешто тргна од градинка, Лена уште помало од него мораше. Што, каков е вашиот став во однос на тоа? Апсолутно градинка. Детето се развива подобро во секој аспект. Физички и ментално, социјално многу вештини добиваат. Особено не со баби и со дедовци дома. Сега ќе ми се наљутат, може баби и дедовци. Тоа треба да биде привремено само. Тоа може да биде викенд, да биде ден, да биде одмор, да биде било што. Секако треба да растат, меѓутоа мислам дека треба поформално у смисол и унифицирано и заедно со други деца да им поминуваат тие години. Ние и кај двете деца не може да не забележавме огромен напредок и тоа за многу кратко време кога почнаа да одат у градинка. Значи од секојдневните рутини до начин на размислување до основни култура и сето тоа, и тоа мислам дека е нешто драгоцено и никогаш не можеш да го постигнеш дома. Да, таа затоа што постои една групна психологија на деца, поинаку се однесуваат во градинка, па има и разлика, па може и да си дозволи тоа дете да има едно однесување во градинка, да има друго дома, знаеш, да истражува повеќе, да си дозволи повеќе работи, па да види дека ќе сгреши или да има маргина некоја. И јас имам впечаток дека од мои другарки што ги знам, што имаат дечиња во градинка што ги пуштале, побрзо учат да јадат, да си ги врзуваат патичињата, да се облечат на тие најбитно за детето. Основни однесувања. Чудно општество кое што почнуваме да се натпреваруваме во наводници чие дете побрзо ќе почне да чита и колку повеќе и латиница и математика, а при тоа ние прифатливо да не знае да си ги врзе врвците на кондорите. Катастрофално е тоа. Доктор, инветив на нашите гледачки и гледачи, секако дека ќе искористиме приликата и можноста да ви поставиме неколку прашања. Одвоив неколку кои што сметам дека ќе значат како одговор за нашите гледачи. Едно од клучните прашања е стравот од породување. Тоа знам дека е комплексно за одговарање, но голем процент на мајките на идните мајки го имаат и посебно како наближува тој термин. Верувам дека многу мајки кои што се во 8, во 9 месец во моментов не гледаат. Има ли некоја формула и начин како да се надмине стравот од породување? Видете, тоа е едно многу примарна емоција. И викаме само луд човек нема страв. Особено за жените, јас тотално ги разбирам во овој век и толку многу искомерцијализирано бременоста и женското здравје. А тоа е многу причини, може тоа не е соодветно место тука да го отвараме, меѓутоа искомерцијализирано за да се на крај монетизира тоа од субјекти, приватни здравствени установи, од тоа што живеат, што е легитимен профит да се направи. Меѓутоа, без да се размисли кој ќе биде крајниот ефект према жените, затоа што едно е сега природниот страв од самиот акт, а друго е колку е тоа амплифицирано цело на што ни е презентирано по медиуми и све. Затоа што никогаш нема медиумите да кажат дека има 17.000 успешни и безбедни раѓања,
него ќе се фокусираме на 130 комплицирани. И сега замислете 17.000 и нормално е психологијата натака да отиде. Второ, интернетот е чуден сега. Алгоритмите не ловат, ја тоа се обидувам на трудниците на дневна база да им го објаснам колку е сериозно. Денеска е доволно да искоментираме лош исход. Вака, неврзан муабет, ако е телефонот до нас, алгоритмот ќе ти го сервира тоа цел месец понатака и тоа што бараш, тоа ти презентира во принцип. Ако бараш лош исход од раѓање, ќе гледаш лоши исходи од раѓање. Да. Она што е вистина е дека тоа е еден еволутивно созреан процес низ илјадници години, стотици илјади години и дека не постои начин да и не треба да го ставаме во не се согласувам со она, секоја жена е со едната нога ваму, со едната, тоа се многу е напредната медицината. Фала Богу, во денешно време можеме многу да предвидиме од ситуациите и да не се случат, што е многу позитивно. Секогаш постои ризик, ама ризик постои од се. Да. И ја не сакам да размислуваме у тој правец, сакам на Негативно. позитивниот исход. И сега ќе искористам приликава нова прашање. Јас прв пат у животот работам у јавно здравствена институција. Тоа значи дека без да им генерираме никакви трошоци на жените, слободно нека дојдат во било кој ден, од понеделник до петок, после 9 часот, да ни поминат оние утрински, може да одговориме со задоволство на било какво прашање, било кој. Значи може мајка, трудница да дојде да си апсолутно, праша, чисто да малце да се Апсолутно. смири, да се Имаме опушти, да се организирани у склоп на клиниката и едукации за трудници, официјални, меѓутоа еве баш ке ми е задоволство било кој да дојде тропне некоја и да праша, еве јас треба да се породам идниот месец. Јас сум доста лесно достапен човек и по Facebook и по социјални мрежи. Знаат пациентки, ја ако не ви одговорам денес на порака, утре ќе ви одговорам сигурно. Така да нека биде тоа динамично, да не го сведеме само сега на овој момент и не гледаат, пошто нонстоп има прашања и пак ќе кажам, нефер е направена една атмосфера да оној реален страв што го имаат и што е природен да е потенциран. Да. Начини како со тоа да се справиме и јас например, како практикувам. Од моментот кога ќе се договориме со една жена дека ја би бил тој што ќе ја породи, инсистирам да се видиме повеќе пати можно, у принцип симетрично еднаш неделно, барем 3-4 пати, барем, за да тоа некој основен однос и основна доверба ниво едно, да се видиме, да се научиме дали као карактери си одговараме прво. Помалку е битно дали мене ми одговара пациентката, дали ја ја одговарам. Ја на пример зборам многу. Има жени што повеќето до сега им одговара. Гледам некои што не сакаат толку многу дискусија и така дале. И е многу легит да видиме и да се прифатиме или не. Само да се кликнеме, што би се рекло. Апсолутно. И второ да си направиме некое основно ниво на доверба, затоа што ако пациентката изградам јас кај незе доверба во мене, многу подобар е исходот, многу полесно ми е мене да го изменаџирам самиот так податак. Да, и тој страв сакав да ќе прекинам, а сакав да надополнам дека се јавува и од тоа како е представено породувањето по филмови. Па тоа да не го коментираме колку е драматично представено, сигурно не е лесно. Апсолутно не, ама кај 9 од 10 жени во пракса се случува да акушер не е ни потребен. Тука има бабица, акушерка, која што тоа од искуство ни стотици, илјадници раѓања. Видете, од секогаш било така. Раѓањето било во едно интимно место, топло место, со познат човек, со жена што ја знаат, што породила цел град, цело село, како и да е. И неспоредливо е нивото на компликации и такви исходи порано, меѓутоа пак ја некако така го замислувам. Ние правиме шоу програмот све веќе, а пак е тоа на крај со финансии поврзано, на жалост. А докторе, се случувало ли токму поради тој страв мајка во породилиштето да не реагира, да не ги слуша вашите совети и да се направи програм? Неретко се случува тоа, на жалост. Меѓутоа пак ќе кажам легитимно е. Тоа е еден очекувана реакција која што мора да се изменаџира. Со секоја жена е различно и тоа обично тоа кратко трае. Ако знаеш како, во моментот има начини како да сега се почесто имаме и партнер на раѓање, значи опција, пак ќе кажам, ако нивото на доверба е на еден апсолутен минимум потребен достигнато, многу се полесни работите после отколку кога имаш такви ситуации кај што паниката е нормална да се јави во еден одреден момент. За нешто непознато, ние треба да работиме многу повеќе на едукација. Ние треба да работиме на едукација во смисол да се објасни на секоја идна мајка колку е тоа еден природен процес. Низ стотици илјади години моделиран, да биде таков како што и на вистина е безбедно и најчесто завршува беспрекорно.
а не да потенцираме оние негативности и такви работи. Второ, треба да им се објасни на жената што тие, значи, видете, во секое раѓање има, да речеме, позитивна емоцијата, позитивно е нов живот. Меѓутоа има многу терети што мајката ги има, а за кои што претходно не разговараме. Ние би требало тоа да го нормализираме, дека е нормално да не можеш да отидеш ден-два во тоалет нормално, дека е нормално да имаш болки, дека ќе имаш, не дека е нормално, сигурно ќе имаш. Да се објасни до кое ниво е нормално, кој дел од самиот акт на раѓање е болен, кој дел не е болен, да одговориме на тие прашања што најчесто стравови им будат на жените, меѓутоа толку е животот станат брз, јас се помалку гледам жените да имаат време. Жените работат до последно. Да, до како таа жена да посвети и иде на работа, и на тоа ментално здравје да работи паралелно. Многу е лесно ние да кажуваме како треба, а многу е тешко да бидеш мајка. Да, верувам за тоа што зборите превенцијата е многу важна. Апсолутно. И тие разговори многу помагаат и добро е што споменавте дека може да тропнат на вратата и да може. Баш ке ни е драго, секој случај. Сакам да позборуваме и за неретка појава и кога бебето е врзано со папучната врвца во стомакот. Добро. И неретко жена која што оди да се породува природно, без да знаат дека бебето е врзано со папучна врвца, се породува природно, па докторот ти кажува дека ќе треба да оди на царски рез. Докторе, која е причината, значи, да не се детектира тоа дека бебето е со папучна врвца? Не можам да се согласам се од почеток со прашањето. Добро. Да речеме условно нормално е еднаш папчаник околу врат и да се случи најнормално спонтано раѓање. Најверојатно зборувате за случаи каде што повеќе кратно повеќе пати, да. Видете, сега да го упростам на ниво да се разбереме. На бебето му е досадно внатре. Многу често гледаме нехо си игра со папчаникот. Во самите тие фетални движења тоа може да се случи. Тоа е динамична работа. Ти може да имаш случај, се извинувам, ултразвучна да е завалуирана жената ден претходно, да не било тоа така. Само после 24 часа, ако е тоа агилно, имаме дечиња, буквално салто прават датре. Мајките викаат нога, рака, гледам, и е нормално да дојде до тој степен. Фала Богу, еволутивно се развил телото и тие механизми, па таа папча врвца има соодветна дожина, најчесто, која што е доволна да се овозможи безболно раѓање. При процесот на породувањето, кога е природно, нели може да го свртите бебето вие, така? Значи, ако не е многу апсолутно. Ние кога ќе го видиме папчаникот околу врат, бебето излезе веќе. Сваќате? Проблеми настануваат тама кај што има краток папчаник, неколку кратно заврзан да е. Меѓутоа, ние и тоа го детектираме пред да се породи и тогаш се оди на царски рез. Невозможно е да се спречи, невозможно е како да се превенира таква ситуација и за среќа тоа не е толку често и не се вбројува најчестите причини за царски рез. И па ќе кажам, динамично е, тоа може да се случи буквално и на прием утрото. Пример, да не било може ситуација, да се детектира. Така, значи со оглед на тоа што се работи, ако се работи за палави бебиња, тогаш тоа моќта не е во вашите раце. Како гледате на тоа што трудницата може сама да си одбере дали сака да се породи природно или со царски рез? Тоа може само во приватни болници и тоа е сива зона. Значи, не смее една трудница, доколку не се работи за некаква компликација, заради тоа што, не сака да се породи, е страф од природно породување. Значи, само доколку... Кај нас е многу недефинирано, тоа за разлика од други земји. Не постои законска пречка пациентката да изрази желба дека сака царски рез. Како гледате вие на тоа? Не постои ни законска пречка јасно дефинирана за тебе како доктор да речеш добро. Меѓутоа постои морално-етичка дилема огромна. Јас, например, работев 4 години приватно, ја не сум вратил жена што побарала царски рез, меѓутоа условот бил дека претходно е веќе оперирана. Па збориме за повторна операција. Тука веќе има дебата и у нашата заедница гинеколошка, дали до колку, до кој степен, дали мора жена веќе оперирана да иде на втор царски рез и така дале. Има примери на жена која што се породила со царски рез, а втората бременост е била природна? Тоа е секојдневие на клиниката за гинекологија. Тоа и така и треба да биде, не може да биде и не треба да биде адхок, меѓутоа на стравот од раѓање во многу земји е легитимна причина за царски рез. Да. Сега има дискусија, да речеме, таму израелска школа, каде што за разлика од други земји во светот па има и 10 кратни царски резови кај една жена. Дали се плашиме можеби и премногу од тој процес? Дали на крај се отвараат многу прашања во стилот дали ние
подобро да имаме здраво право дете добиено, отколку по секоја цена да се изфорсира некое травматско спонтано раѓање. Многу дилеми има тука, кои што па на крај не се и наше да одлучиме како гинеколози, меѓутоа крајно е примум нон ноцере. Тоа значи пред се немој да направи штета. И секогаш треба да се трудиме, затоа што не постои ни приближно природна замена за природното раѓање. Единствен природен и здрав начин да се роди едно дете е спонтано вагинално раѓање. Се друго е потпомогнато или хирушко и треба да има причина за тоа. За мене е неприфатливо една здрава права жена да влезе кај тебе и на својата прва бременост да рече јас сакам да се оперирам. И еве ви тврдам дека ја барем до ден денеска не сум направил таков царски рез. Секогаш сум се потрудил до последно да разубедам дека апсолутно треба да се даде шанса. Затоа што не може да предвидиме, може глатко да помине и најчесто може да биде лесно. Најчесто е така. Има жени кои што велат не ни осетив практично, нели? Да. Ти тврдам. И сега зашто после тука еден психолошки феномен активиран, а жената исто пак како еден комплексен тие што поминуваат, да речеме, така покомплицирани, можеби и потешки раѓања, секогаш имаат тенденција, кога ќе ги прашаш како помина, да го минимизираат тој травматскиот дел, па добро, ќе ти речат не беше страшно, па би раѓала и све компензации и се тоа. А обратно, од жена што поминала едно глатко раѓање, па не добила соодветно внимание ни приближно, као ете се породи супер, па ќе има некоја тенденција да се преувеличат дали болки, дали време на оповарување. Се тоа потреби за различно внимание. И јас затоа секогаш им велам на трудници, две бременности кај една иста жена се две различни приказни. И нема никаква поента и е глупаво да се споредуваш со друга жена. Тоа ми беше следното прашање. Не е добро не е добро. Сега жена што е во бремена жена сака да се споредува, односно бара совети од другарки, од тука е грешката. Треба да биде да слушнеш друго искуство, а не да побараш совет. Совет се бара од гинекологот, акушерот, бабица. Ти слушни го искуството, побарај од друга жена како она поминала, ама тоа ништо не значи по однос на твојата бременост и твоја игнорање. Не треба да ти влијае. Сега и интернетот и токму тие размени на искуства ги прават денеска жените поеманципирани во тој поглед, во однос на тоа да знаат повеќе. Многу полесно имаат пристап до погрешни информации. Тоа ми беше прашањето. Имаме пристап до погрешни информации и доаѓаме кај лекар, некоја жена нема да си дозволи да му се спротистави на лекарот и да се направи паметна, условно речено, дека знае. Видете, нашето здравје е наш храм. Прво, секако имаш право и на второ и на трето мислење и на различно. Зашто докторот дава мнение, тоа е негово мислење, тоа не мора да биде. Сметате дека не се пациенти, но еве трудницата има право на дискусија. Има право на дискусија. Сметате дека може да дојде и да јас прочитав или јас слушнав, јас мислам, или ета може и таа гинеколог па знае нешто така. Треба да го стимулираме тоа да истражуваат. Нашата улога е нашата улога е гледам у тоа да ние ги научиме каде да ги добијат тие информации. Значи да посочам ја квалитетен извор, референтен извор, па ти истражувај, тоа е супер, ќе ми олесниш работата. Да, ако знаеш. Многу полесно се разбива недоучена работа отколку неболоза стекната од погрешни информации. Значи да го тргнеме она старата, да ја тргнеме колку помалку знаеш толку подобро. Не, апсолутно, зошто да не знаеш тоа? Значи човек што е неинформиран многу повеќе се плаши. Значи погрешно е она демек да не знаеш и зашо да не знае. 21 век ние имаме толку достапни информации, може уживо да се гледа раѓање, има на интернет. Има YouTube видеа. Ја не препорачувам тоа да се прави, да се гледа така, тоа треба да се доживее. Меѓутоа дека треба да е информирана, дека треба да знае една жена се што може повеќе за својот, не да навлегуваме ние у акушерија, меѓутоа нели апсурдно е да не знае. У 21 век, пак ќе кажам, прво самите треба да си го браниме здравието и собствениот живот. Согласни сте со тоа мажот да присуствува на породување? Како гледате? Како вели искуството? Сега ова е нешто што ќе биде мое лично мислење. Далеку е од професионално мислење, далеку е од став на некоја институција или било што. Од кога постои човечанството, мажите не присуствувале на породи. Тоа било во интимно катче, тоа бил интимен процес, тоа и за многу жени многу значи. Самата реализација како мајка е многу легитимно една победа животна, да речеме. И јас стварно не гледам, не ја разбирам. Ми го објаснувале тоа, разговараме со пациентки. Јас се чувствувам побезбедно, легит. Јас не морам да го разберам тоа за да го практикувам. Јас лично не го разбирам. Јас не бев
ни на двете раѓања, мојата жена се породи у јавна институција, иако ја и по приватни сум работел и се. Секакви коментари сум слушнал, затоа го начнувам. Што знам како да одговорам, а да не бидам погрешно сватен, на вистина не до крај разбирам самото присуство и што тоа би сменило тука. Многу често ни сметаат. Па затоа што, пазете, тоа е цивил кој што ти не знаеш како ќе изреагира на... Имало некои специфични Како нема се онесвестуваат, им се слошува, па сега ти треба дали по жената да гледаш, дали по сепак сакаш и тука внимание. Има па упорни го гледаш, пребледува, а тука е до сопругата, ја стиска за рука. Убаво е, у секој случај. Не сакам да пресудам у смисол дали е во ред или не во ред, немаме дискусија на тоа ниво. Ја лично, не бев. И така повторно би постапил. Една болна тема е се почесто ќе сретнеме жени кои што се борат со тоа да станат мајки. За среќа нели постои инвитрото како опција и развојот на медицината, но тоа не е се почеста појава на жени кои што природно не можат, па дури и со многу пати инвитро не можат да зачнат. Ама и тука има една дебата, морам да ти искоригирам. Ние не сме убедени дека имаме глобален еден или локален проблем со зголемено ниво на инфертилитет. Напротив, популацијата драстично се зголемува. Гледате, 8 милиарди сме станати за многу кратко време. Од друга страна, значи, не можеме да збориме како глобален проблем на инфертилитет. Повеќе би сакал да го карактеризираме и да му даеме една форма дека се почесто повозрасни мајки влегуваат у процесот на родителство. Затоа што генерално дека тука е апсолутно е тука. Тука е проблемот во гледате на тука, затоа што видете 2006 година, ако не се лажам, ова беше држава со околу 70% од популацијата со основно образование. Прво е сменето нивото на едукација на жените. У денешно време ние сме сите исти сега, како што треба да биде. Нормално е да сака една жена да се реализира кариера професионално, па и да поживее, има жени што сакаат да патуваат. Многу е легитимно да не сакаш ни деца во еден одреден момент, па да се предомислиш понатаку животот. Значи нема потреба од дискусија на тоа ниво. Но тоа е веќе индивидуално. Апсолутно. Колку повеќе се поместени работите у овој биолошки дел, да речеме, тоа што порано биле 20 години, сега се 30 години. Да, старородките им се помести границата на старородки како што ги границата е од секогаш е катофот негде околу 35 години и тоа е повеќе земено заради да имаме некоја строга граница, каде што веќе тука би морале да правиме одредени анализи или да бараме одредени проблеми. Повеќе во смисол на тоа дека секој нареден ден од животот у едно организирано општество, у град, еве и некај село, не е битно, е плюс стрес. А тој стрес има кумулативен ефект и голема штета врз генетскиот материјал. Затоа не треба да се лутат жените кога ние ќе кажеме веќе возраст во која што зашто статистиката тоа ни го покажува. На 35 години, ако е кривата на компликации по однос на плодот на ниво трескам овде, на 36 е овде веќе. Значи тоа е евидентно и од тоа нема. Да, тоа е биолошки часовник кој што не можеме да го тоа е било и у 19 век и исто така и кај мажите. Исто така и кај мажите генетскиот паралелно старее, да не го минимизираме никако. Особено како општество сме многу ние кај нас, последно се прави спермограм. Прво жената ќе се измалтретира до крај, на крај спермограм ќе направиме, балканштина. Катастрофа е тоа не е уред. Меѓутоа, неприфатливо е за мене дека една жена интелектуалка ќе се навреди ако ја кажам 35 години веќе е возраст, кај што биолошка е возраста, не е моје мислење. Докторе, а како гледате на тоа што се почесто, релативно често, жените имаат често спонтани абортуси? Каде е тука проблемот? Исто така, и по однос на оваа статистика, немаме ние некој евидентен пораст во бројот на спонтани абортуси. Да расчистиме у старт. Мисета боршен е една од најчестите диагнози во таа мала бремена што велиме до кај 10 недели. Тоа е еден еволутивен процес на природна селекција. Најчесто прашање поставува зошто ова се случи. Во огромен дел од случаите, преку 90% од случаите на спонтани абортуси у мала бременост се поврзани со анеуплоидија. Каме лош генетски код крајно добил тој производ. И тука нема што, нема назад, не постои можност за корекција, затоа што е еволутивно телото научило женско да веќе 7, 6, 7, 8 недела препознава дека нешто не е уред, самиот плод не се развива понатака како што треба и самото тело, се вулгаризирам нели за да
да се разбереме, го отворила и како неуспешен концепт, неквалитетен производ на крај. И по мене, ако добро го објасниме, тоа е еден добар процес, бидејќи ние би имале многу повеќе луѓе со посебни потреби по улица, доколку не е така тоа природно. Затоа што еден универзум на процеси се случува во секоја секунда од една бременост. И е многу лесно грешка да се случи, а пак ќе кажам, замислете колку е перфектна еволуцијата, колку малку уствари грешки се случуваат на еден таков комплексен процес. Паралелно се развиваат екстремитети, крвоносен систем, срце, мозок, жената е жива, функционира паралелно со тоа. Така да, а поголемиот дел од спонтаните се од тие причини, да речеме еден еволутивна филтрација на здрави. Во еден добар исто така дел, де факто имаме тромбофили, разни наследни состојби, проблеми како појава у анатомија на женскиот генитален тракт, да речеме, септирани матки, проблеми со јајници, со туби, плејада има на можности. И она што е различно од порано е дека многу полесно доаѓаме до податоци дека се случуваат такви работи. Сега има интернет, се знаеме повеќе. Инаку ова секогаш било пракса. Сакам да зборуваме и за вежбањето и трудниците. Овде имавме, не знам колку ја следите Мама Визија, но имавме гостинка во оваа втората сезона, Елена Бубало, која што сигурно ја познавате, и со незе нагласивме една многу важна тема за вежбањето, но не вежбањето на трудниците само, вежбањето на една жена уште пред да се реализира како бремена жена. И таа начна една многу важна тема, колку тоа треба да биде врска со гинеколозите, колку гинеколозите треба, можеби кога доаѓаат, нели, жените да ги посочуваат дека треба да имаат некаква физичка. Јас го правам тоа конвенционалното наше образование и процес на едукација и тренинг за да станеш гинеколог, многу малку внимание обраќа на тоа. Повеќе као туѓа работа е тоа. Јас на пример влегов со стереотип кога почнав да работам, сега вежбање, па сега тегови, окей, и до ден денес мислам дека тука сме една дебата со Елена, степенот на вежбање, пошто она е хардкор, она иде до граници кои што па сега он е атлета, не се тоа и да ликува. Спортист, така, да, тоа е различно. Ја не би оптоварил со тегови до тој степен, меѓутоа апсолутно да спорт. После веќе какво и да е 4-5 години искуство, да речеме, јас фатив дека тотално различно изгледа раѓање кај една жена што била на преднатална јога и што не била. Во кој поглед? Во апсолутно позитивно и подобро и погладко искуство има жена што била на пренатална јога. Од дишење до флексибилност на зглобови, мобилност на карлица, до прифаќање на целиот процес, до непаничење, до не знам како да ви кажам, скоро се различно. И јас упорно и константно препорачувам, конкретно пренатална јога. Затоа што ми е балансирано нешто помеѓу тотално физичка активност, она која што хардкор, да. Да, не сум за тоа, ама па апсолутно е уште поголема штета лежење и не правење ништо. Сакам еден совет до генерално женската популација. Првото одење на гинеколог. Кога треба да биде тоа, докторе? Збориме за нетрудника и девојче. Збориме девојче, да. Видете, кога треба, дали да биде првата менструација, секогаш има простор да се размислува дека треба да се појави. Особено у делот кај што ние мораме како општество да созрееме. Сакам една информација да ви споделам. Шведска лани или преклани достигна 0 случаи на карцином на грло на матка. Знаете ли што е тоа? Тоа е врвот у медицината, е таква превенција кој ние се уште одговараме на прашање дали да се вакцинираат девојчињата против ХПВ. Имаме една таква ако е некоја вакцина тестирана, тоа е вакцината за ХПВ, у милионски случаи употребена и гледаме дека ништо од тоа не се случува, што некој не знам ни од кои потреби има да го прават. Го поврзувам со прашањето, а тоа значи дека веќе со првите која е постигната полова зрелост, апсолутно е логично дека би требало некогаш на гинеколог да се отиде. Ако ништо друго, доволно е да се одбере матичен гинеколог за тоа девојче, да се поразговара, да се дадат некои основни информации. Кога би требало да дојде повторно понатака во живот. Инаку после првото сексуално искуство, апсолутно секоја жена би требало редовно да иде на гинеколог. Кога сме кај изборот на матичен гинеколог, како се прави тоа правилно? Технички, легално знаеме сите. Друго, видете, порано се трудевме и дававме совети, викавме да ти е практично, да е блиску до твојот дом, да е, меѓутоа за гинекологија не можам да се сложам дека е тоа некое правило кое што би требало да го советуваме. На почетокот зборевме, треба да се има некаква поврзаност помеѓу пациентот и докторот, во случај жена и гинеколог
доктор ирелевантно. Голем проблем имаме во државава со една неравномерна дисперзија на бројот на гинеколози. Имаме цели градови без гинеколог, додека жените у Скопје не може да им објасниме ние колку се привилегирани по однос на цела друга држава, ако сме објективни, зашто овде имаш и избор. Овде можеш да бираш буквално, у секоја населба има гинеколог, не е поинаку, а додека на други места има еден гинеколог од цел град, да речем. Не знам, енергија е, тоа е тоа, стручното ниво е плюс минус тоа, значи ние сме сите алма матер, ние факултетов овде или таа е науката, сега веќе е достапно за сите, можат и да проверат и втора мисија и све. Не знам, на ниво на енергија треба да имаш доверба. Да, истото, претпоставам сличен одговор ќе добиам и ако ве прашам како да го одбереме гинекологот кој што треба да не породи. Апсолутно да. Значи... Меѓутоа, ние се уште немаме како држава опција у јавно здравство да одбереме гинеколог што ќе не поради. Еве еден апел може и треба у тој правец да се размишља, да се модернизираме, да се адаптираме, да не бидеме толку конзервативни, иако еве клиниката каде што работаме е единствена терциерна установа и прилега да биде конзервативна и да моделира некои работи, меѓутоа можеби треба да се размисли. Имаме убави прекрасни родилишта државни скоро у секој град поголем. И треба таа опција да се види, да се либерализира у смисол да тоа стане пракса. По мене би било идеално да тој што ја води бременоста, биде тој што ќе ја породи жената. Да. Тоа е идеално ако ја прашате и секоја жена. Да. Затоа што ако на некој му верува на тој што ја водел целата бременост. И тој најдобро знае. Апсолутно да, од секој аспект. Да. Така да, еве, здравствениве власти нека научат нешто. Да, се надевам дека гледаат нова визија, зошто па да не. Да. Ако дозволите, при крајот на емисијата би сакала да позборувам и за вашата мајка, за вашето детство. Не знам дали сте го раскажале тоа, познати сте за јавноста и ќе ми биде драго доколку еве прв пат можеби ги слушнеме каде сте растени и каква беше вашата мајка, како ве растеше таа? Ја имам млади родители, јас сум на 20 на години родено дете и па не знам, ја пораснав као со другари. Апсолутно близок однос имам со мајка ми и до ден денеска, меѓутоа никад немало, ја барем така не сум го доживал, она класично мајка, син, ние повеќе на другарско ниво некако тоа. Таа имаше 20 години кога се така? Да, нешто така, се не ме држете за збор. Мајка ми е 64-та родена, а јас сум од 20, тачно 84-та. И поинаку е целото искуство понатака. Среќен сум што сум имал целосна поддршка и доверба од нејзе секогаш 100% за све. Фала Богу, мислам дека до ден денеска не сум го злоупотребил, зашо голема привилегија е да имаш такви одврзани раце. Ама па секогаш сум го чувствувал дека голем терет и голем притисок да не сгрешам. Да не сгрешам со злоупотреба на таа доверба, иначе ќе сгрешиш секако во животот, нели? И фала Богу, мислам дека не сгрешив. Стварно се трудам така и со моите деца да. Сега различно е тоа што моите деца постар татко имаат, не на 20 години. И евидентно е различно енергијата што ја имам сега и каква енергија имала мајка ми со нас. Доста голем удел у моето растење и мојата баба има, фала Богу, жива, здрава се уште. И со нејзе сум доста, меѓутоа секако мајка ми дека ми била таа централна фигура. Не знам, ја имав среќно детство. У тешки времења растев у Скопјево, у транзиција, у све и свашта, у сиромаштија, сум дете од работничко семејство, ама тоа не ми е главната емоција, нека среќно беше. Среќно детство. Имате помала сестра, ќе ја поздравиме Ивана, исто е позната за јавноста, таа е наша прекрасна фолк пејачка. Голем поздрав до нејзе. Како бато, како постар брат, вашата сестра откако кога стана пред да стане мајка, односно кога остана бремена. Добро. Незината бременост и незиното породување, како го паметите тоа, како вие како брат, човек кој што ги познава сите тие работи, го чувствувавте тоа? Па стресно ми беше, затоа што најстресно е кога некој ќе ти рече ја на тебе оставам. И тоа е огромна одговорност, па за сестра особено. Меѓутоа она има едно дете, Софија, мојата внука, и кај нејзе раѓањето брзо и ефективно заврши, влезе у болница и веднаш беше по потреба царски рез, она вика до денес кога правиме, ја не бев ни свесна што се случи, се породив. Така требаше, така мораше. И немаме некои емоции околу раѓањето, пошто буквално беше влезе у болница и директно у сала се влезе и се заврши. Лесно за нејзе. Жива, здрава, па да. Сега видете, не смееме никогаш да го изнормализираме една ваква изјава дека е полесно царски рез, апсолутна лага е тоа. Тоа само жена што поминала низ царски рез може да ви го објасни колку нема врска муабетот. Да. Тоа е тотално неразбирање,
и лажење на себе си. Да. Тоа не е полесниот начин. Апсолутно, воопшто не е полесниот начин. Ќе поздравиме уште еднаш Ивана, можеби ќе ја прифати се поканата и надевам. таа можеби ќе дојде некојаш и да си го раскаже незиното. Сега на самиот крај, ова е мама визија, но еве денеска ќе биде тато визија, па една визија за вашите дечиња, за Петар и за Лена. Која е вашата визија како татко? Што замислувате за нив? Дали ги замислувате како во бели мантили или не? Никако. Видете, има една изрека, вика, ако не се родителите, психијатрите ќе нема што да работат. У тој правец јас стварно се трудам минимум да им интерферирам у нивните животни намери и се. Мене ми е императив да се срекни и здрави. Што сакаат нека бидат. Јас сум тука да ги поддржам, секако ќе ги сакаме и да не им досаѓаме премногу во животот. Не знам, стварно не можам себе си да се замислам од оваа перспектива за 10 години, они кога ќе бидат возрастни, ја не знам тешко ќе им биде со мене. У смисол ќе им сметам сигурно, ќе им досаѓам, ќе сакам да сум околу нив на некое ниво како сега што сме по цел ден заедно, тоа не е нормално, нели? За таа возраст кога ќе сака. Така Добро, да, 10 не знам, години. ете ќе се видиме можеби за 10 Зошто да години не? ќе разговараме пак. За 10 години нема да сте пензионер, но за Не. 20-тина и Па и за кусур 20 нема да биде. Нема, да, за 20 кусур, велам, да, ќе бидете да. пензионер, тогаш кој знае како ќе реагираат, но верувам дека ќе се видиме, зошто да не? апсолутно. Ова е еден преубав цвет од Фрида, кога им се јавив на Фрида и прекрасната Ана во Фрида и кога и кажав дека ќе имаме машко гостин, тие се наши пријатели од оваа сезона и велат па зошто да не, па и за машкото е подарок Апсолутно, цвеќе слагам. и мажите сакаат цвеќиња, Да. верувам дека овој цвет преубав ќе ви го Благодарам, украси вашиот одличен дом или подарок, фала ви. вашата работна просторија каде сакате вие. Ќе ви се заблагодарам од срце што бевте тука Фала. и што споделивте и лично искуство, но и секако знам дека на многумина им помогнавте како и секогаш со вашите лични совети. Благодарам секогаш. Мислам, ја уште на почеток ви кажав прекрасна емисија и стварно ми е драго што сум тука. Секој добро посакувам. Ете, верувам дека оваа епизода која што не беше стандардна, ви се допадна, дека научивте многу од професионализмот на докторот кој што е познат по своето знаење, но и ете, исчепкавме некои работи за неговата приватност која што верувам дека ви беше интересно да ја слушнете. Ќе им се заблагодарим уште еднаш на Фрида кој што ми даваат мирис на мама визија и секако на бутик Дона кој што се грижат за мојот изглед. Ви благодарам и на вам почитувани кои што верно не следите до самиот крај. Секој добро.